Со положување свежо цвеќе, рецитал и пригоден говор денеска во алејата на народни херои во Штип се одбележа 38 години од смртта на генерал Михајло Апостолски. Представници од општината, политички партии, делегации, здруженија и пријатели одадоа чест на генерал Апостолски. Денеска се собраме тука пред спомен бистата на народни херои Михајло Апостолски, за да одбележиме 38 годишнината од неговата смрт, кога токму на овој ден, 7 август 1987 година, престана да чука срцето на великанот Апостолски. Генерал Михајло Апостолски е роден на 8 ноември 1906 година во Ново село Штип од татко Мите, мајка Веса. Основно и средно училиште завршил во Штип, кој во тоа време се наоѓал во рамките на кралството СКС. Во 1924 година се запишува на Војната академија во Бегат и по 3-годишно школување со успех завршува. Како млад потпоручка распореден на служба во Штип. Во 1933 година го продолжи своето образование и завршува Високата војна академија. Во 1938 година и генерал штабната академија. Неговите воени вештини доаѓаат до израз за време на изведувањето на февруарскиот поход, а пресвртница се случува за време на подготовките за одржување на заседанието на АСНОМ, каде што бил избран за член. Во почетокот на 1941 година генерал штабниот Марио Михајло Апостолски поста за началник на штабот на Љубнанско-Триглавската дивизија. По брзиот воен распад на Кралската војна југословенска војска и нејзината капитулација е заробен и најнапреде одреден во италијанскиот логор Вестона, а потоа во Риека. По ослободувањето од заробеништво 1941 година доаѓа во Штип, каде наборго се среќава со приврзаници на комунистичката идеологија и македонските патриоти во подготов за оружјена борба. Тука се стресава со Славчо Стојменски, Ванчо Прке, Васен Дунгич, Тошов и други. Неговиот лик и дело се олицетворение за идните генерации. Неговиот аманет останува на младите за чување на татковината, сеќавајќи се на него.